Кратки најави за денес. Во Охрид се дискутираше за унапредување на состојбата и правата на полициските службеници. Линеарно зголемување на пензиите по 2500 денари во септември годинава и во март идната година. Министерството за образование и наука со повик до јавноста да учествува во изработката на најквалитетни решенија во образованието. Мрежа за еколошка едукација на основни училишта и невладени организации од Охридско-Преспанскиот регион. Шведска ќе им плаќа на мигрантите до $34,000 за да се вратат во нивните земји. За најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 21 степен Целзиусов. Во сабота во централна и во источните делови на Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Локално со пообилни врнежи од дожд, ветровито и посвежо време со дневни температури кои што се под повеќегодишниот просек за овој период од годината. Надпросечно топло време се очекува само во крајните источни предели. Во останатите делови од Европа ќе превладува стабилно и студено време со сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Пообилни врнежи од дожд се очекуваат во северните делови. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 13 до 26 степени. Во Македонија во сабота ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во југозападните, западните, северозападните и во северните предели ќе превладува умерено облачно време со слаби и локални врнежи од дожд. Овие врнежи се очекуваат во утринските и предпладневните часови. Ќе дува засилен југозападен и западен ветер кој што ќе достигне брзина и до 35 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 7 до 16 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 13, односно до 26 степени. Во Охрид во сабота во утринските и предпладневните часови ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во попладневните часови умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе дува засилен југозападен ветер. Минималната температура од 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени. Во Охрид во недела ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Попладне нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени. Во понеделник умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 17 степени. Во вторник во Охрид повторно ќе имаме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Утринската температура од 9 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 18 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Кошаркарска школа за деца ProBasket Junior врши упис на нови членови. Момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 13 години можат да се пријават во текот на цел месец септември. Со ProBasket Junior заедно за правилен раст и развој на децата. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Имаме капацитет како држава да се справиме со сите безбедносни предизвици. Треба да дадеме се од себе за да ја нормализираме државата, кажа министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денеска во Охрид на конференцијата во рамки на 22-те спортски игри на полицискиот синдикат. Професори, суди, представници на МВР и на Советот на Европски полициски синдикати дискутираа за унапредување на состојбата и правата на полициските службеници. Полицаецот е основната безбедносна клетка во една држава, а без безбедност немаме воопшто држава, истакна министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на конференцијата која се одржува во Охрид во рамки на 22-те синдикални игри во организација на Македонскиот полициски синдикат. Министерството за внатрешни работи ќе одговори на секој еден предизвик во иднина, кој што ќе биде зададен се со цел добро за народот, потенцира првиот полицаец. Треба да тргнеме од самите себе и да се посветиме на максимално во насока на она кое што е добро за граѓаните. За да го направиме тоа, нормално дека треба да ги следиме европските текови, го правиме тоа. Имаме поддршка од сите наши пријатели меѓународни, имаме поддршка од нашите стратешки партнери, имаме поддршка од сите добронамерници на Македонија во насока да ја нормализираме Македонија. И тоа ќе го сториме. Имаме енергија. На панел дискусијата на тема кривично-правна и прекршочна заштита на службените лица кои работат во безбедноста, своите согледувања и ставови за состојбата на полициските службеници и начините за унапредување на нивните права ги искажаа професори, суди и представници на МВР и на Советот на Европски полициски синдикати. Сето ова кое што беше денес разговарано во однос на потреба од поголема заштита на полициски службеници, соодветно нивно место во рамки на општеството, подкревање на достоинството на полицајецот во рамки на државата се клучни теми, долго сакаме да имаме полицаец на соодветно професионално ниво, кој што се чувствува заштитен во рамки на еден вистински систем. Тука сме да дадеме поддршка и заедно да ја истакнеме важноста на социјалниот диалог за правата на полициските службеници кои ги штитат граѓаните на оваа земја и генерално граѓаните на Европа, кажа председателот на Советот на Европски полициски синдикати Рикардо Валадас. We maintain very close contact since 2000.
Ние имаме блиска комуникација од 2015 година со полицискиот синдикат во Македонија. Мислам дека условите се подобруваат. Пристапот кон работата, однесувањето, образованието, селекцијата се подобри. Не се сомневам дека со преговорите и со соодветно влијание можеме да постигнеме подобри услови за припадниците на полицијата во оваа земја. Председателот на Унијата на европски полициски синдикати истакна дека приспособувањето на полицијата на промените и безбедносните предизвици е императив во Европа. The last 5 years were like a very Последните 5 години беа како земјотрес во поглед на условите во Европа на генерална основа. Исто така и технологијата, младите генерации, начинот на кој се однесуваат и начинот на кој гледаат на безбедноста се менува. Така што императив е и полицијата да се менува за да продолжи да го обезбеди владењето на правото, да ги штити човековите права, граѓаните и жртвите. Полицијата во Европа има одлични професионалци во своите редови и силно се работи на интернационалната соработка која е од фундаментално значење за одржување на безбедноста, истакна првиот човек на европските полициски синдикати. Имаме сомнеж дека станува збор за криминал од епски размери, кажа министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денеска во Охрид. Одговарајќи на новинарското прашање во врска со вчерашната акција во која се вршеа претреси на повеќе локации во неколку градови, меѓу кои Скопје и во Струмица, поради сомнеж за сторени кривични дела од областа на финансискиот криминал, односно даночно затајување, даночна измама и перење пари и други приноси од казливо дело на група субјекти. Полициски службеници, службени лица од Управата за јавни приходи, координирано со истражители од Лабораторијата за дигитална форензика при Истражниот центар на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, при претресите обезбедиле бројна документација и електронски записи, што ќе бидат предмет на обработка и анализа, со цел обезбедување материјални докази за потребите на постапката. Од обвинителството не открива детали со оглед дека станува збор за предистражна постапка. Согласно информации кои што ги добив, мислам дека 4 лица беа задржани во рамки на полициска станица. Вчерашната акција беше доста опсежна и обемна. Постапувавме координирано заедно со обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција по наредба на судија на претходна постапка, како и заедно со останати државни институции, односно Управата за јавни приходи, Министерството за финансии и Царинската управа. Ова е еден од предметите кои што, словно можам да кажам дека има основани сомненија дека станува збор за епски криминал, кој што, нажалост, повторно, е на штета на буџетот на Македонија, односно на парите на народот. Првичните информации се дека станува збор за милионски суми, кои што се последица на неколку кривични дела, даночно затајување, даночна измама и перење пари. Во интерес на целокупната постапка не би можел да навлегувам повеќе во детали. Линеарно зголемување на пензиите за 2500 денари на 1 септември годинава и за 2500 денари на 1 март следната година. Собранието ги усвои измените на Законот за пензиско и инвалидско осигурување со кои што линеарно ќе се зголемат пензиите за 5000 денари. Со усвоените измени ќе има линеарно зголемување на пензиите за 2500 денари на 1 септември годинава и на 1 март следната година со цел, како што велат од Министерството за социјална политика, демографија и млади, обезбедување пораст на животниот стандард и подобар и поквалитетен живот за пензионерите. За понатаму останува досегашната методологија за усогласување на пензиите со трошоците на живот 2 пати годишно, во март и во септември. Усогласувањето се прави според процентот кој се добива како збир на порастот на индексот на трошоци на живот во претходното полугодие и процентот на порастот на просечно исплатена плата на сите вработени во државата во однос на полугодието кое му претходи. Ке се формира мрежа за еколошка едукација.
Црвен крст Охрид, истражувачко друштво Урсус Спелеос од Скопје и јавната установа Национален парк Галичица иницираа формирање мрежа за еколошка едукација во која што ќе членуваат основни училишта и невладини организации од Охридско-Преспанскиот регион. Ке се формира мрежа за еколошка едукација на иницијатива на Црвениот крст од Охрид, истражувачкото друштво Урсус Спелеос од Скопје и јавната установа Национален парк Галичица ке се формира мрежа за еколошка едукација во која што ке членуваат основни училишта и невладини организации од Охридско-Преспанскиот регион. Целта е унапредување на еколошката едукација во овој регион со акцент на едукацијата за зачувување на природните вредности во Националниот парк Галичица, како и за влијанијата на климатските промени врз паркот и пошироко врз регионот. Се формира така наречена една мрежа за еколошка едукација, односно взаемно вмрежување, меѓусебна соработка со сите невладини организации, училишта, сите оние кои што организации сакат да се вклучат во активностите, ќе се реализираат обуки, каде што ќе бидат спроведени едукативни модули, се со цел да се промовираат природните и културните вредности во Националниот парк Галичица. Исто така ќе се развиваат интересни игри, каде што едукаторите ќе може да ги применуваат и во своите училишта, но исто така доколку немаат соодветен простор за реализација на активностите, обучените едукатори може да ги користат просторите на Црвен крст, Националниот парк Галичица и слично. Преку меѓусебна соработка и градење партнерства, членките на мрежата ќе работат на ширење на знаењето за природните богатства во паркот и на промоција на грижата за истите богатства, ќе поттикнуваат проактивен однос кон предизвиците кои што произлегуваат од климатските промени. Во фокусот на работењето на мрежата ќе биде едукација на учениците од основните училишта, а воедно и оваа година ќе продолжи и мрежата за искуствено учење во Национален парк Галичица. Еколошката едукација е еден доста важен сегмент во управувањето на Националниот парк Галичица. Нашата успешност во полето на еколошка едукација ни донеси голем број проекти, како што е мрежата за искуствено учење, еден доста голем проект кој што постигна огромен успех, проект кој го спроведува Македонско еколошко друштво во координација со УНИЦЕФ, истиот финансиран од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка. Ова година ние веќе втората година која што ни е посветена на квалитетот на воздух. Секоја и организација, институција си има своји едукативни активности во рамки на мрежата, така што и од месец септември повторно продолжуваме со активностите, но наскоро ќе ги информираме училиштата како да пристапат, односно како да се пријават за да учествуваат на активностите. Мрежата за еколошка едукација се воспоставува во рамки на проектот Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните влијанија на климатските промени, кој што е поддржан од Преспа Охрид Nature Trust, а го спроведуваат Црвен крст Охрид и истражувачкото друштво Урсус Спелеос во соработка со јавната установа Национален парк Галичица. Дебата за 5 закони од областа на образованието. Министерството за образование и наука упатува повик до јавноста да учествува во изработката на најквалитетните решенија. Министерството за образование и наука информира дека на владиниот ЕНЕР систем објавени се 5 предлог закони од областа на образованието и јавноста може да учествува во креирањето на најквалитетните решенија со кои ќе се унапредат образовните услуги и ќе се обезбедат повеќе права и можности за чинителите на воспитно-образовниот процес. Станува збор за целосно нови предлог закони за средното образование, за стручно образование и обука и за образование на возрастните, како и закони за изменување и дополнување на Законот за основно образование и Законот за националната рамка на квалификации, посочуваат од МОН. Имајќи предвид дека најдобрите и најефективните законски решенија се носат исклучиво преку инклузивен пристап со учество на сите засегнати чинители, МОН ги охрабрува граѓаните да дадат придонес во подобрувањето на законската регулатива во областа на образованието и со тоа активно да учествуваат во градењето на поквалитетен образовен систем. Сугестии и предлози за надополнување и измена на законските решенија се доставуваат на електронската адреса zakonskaregulativa@mon.gov.mk, а можноста е отворена до крајот на месец септември, информираат од Министерството за образование и наука.
Претрес во Охрид, пронајдена дрога. На 12 септември во 20 часот и 55 минути на улица Никола Карев во Охрид, полициски службеници од одделението за недозволена трговија со дрога при СВР Охрид лишиле од слобода 58 годишен охриѓанец. При претрез во неговиот дом, извршен со судска наредба, биле пронајдени одземени марихуана и шишиња со течност помешана со зелена растителна материја. По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од секторот. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Шведска ќе им плаќа на имигрантите за да се вратат во нивните земји. Министерот за миграција на Шведска на пресконференција соопштил дека земјата е подготвена на имигрантите да им плаќа до $34,000 на оние кои доброволно ќе ја напуштат земјата почнувајќи од 2026 година. Сегашната политика на земјата е сосема спротивна од 2015 година, кога тогашната министерка за надворешни работи Маргот Валстром ја прогласи земјата за хуманитарна суперсила и ги отвори незините граници за над 160,000 баратели на азил, повеќе по глава на жител од која било друга европска земја. Но со пристигнувањето на имигрантите, во Шведска се зголемил и насилниот криминал, при што случаите на убиства биле речиси двојно зголемени меѓу 2012 и 2023 година, а сексуалните престапи се зголемили за дури 56%. И Данска во моментов нуди грантови за имигранти до $22,000 за да ја напуштат земјата. Централна Европа се подготвува за најголемите поплави во последните неколку децении, поради поминувањето на циклонот Борис, кој се очекува овој викенд. Според полските и чешките метеоролози, во некои делови на нивните земји може да навадне до 400 литри дожд по квадратен метар во наредните 4 дена, додека во Австрија и Словачка се очекува околу 200 литри. Војската и пожарникарите во овие земји се во состојба на приправност. Резервоарите за вода во близина на браните се испразнети за да може да примат толкавата количина вода. Постои реален ризик од локални поплави во петок и во недела, предупредиле полските метеоролози. Циклонот Борис ќе биде пропратен со ветрови до 100 км на час. Врнежите може да бидат поголеми од оние кои ја запатија Централна Европа во 2013 година, кои се сметаа за најлоши во последните 1000 години, предупредува Словачката метеоролошка служба. Вооружени напаѓачи убили 14 лица и ранили 4 во Авганистан, објавиле локалните медиуми. Жртвите на нападот биле жители на провинцијата Декунди, кои сакале да ги пречекаат таџиите. Портпаролот на Афганистанското министерство за внатрешни работи синоќа го потврдил инцидентот, без да соопшти повеќе детали. Одговорноста за нападот ја презела Исламската држава. Вработените во американската компанија Boeing во Сиетел го отфрлија пробниот договор со кој им било понудено за гарантирано зголемување на платите од 25% во следните 4 години и се изјасниле за штрајк. Ова е прв штрајк по 16 години, бидејќи членовите на најголемиот синдикат, кој представува 33,000 вработени, очекувале повеќе и биле разочарани од понуденото и тоа што компанијата го откажала годишниот бонус. Со штрајкот запрено е производството на комерцијални авиони воеден од најголемите американски производствени гиганти, што може да и наштети на целата економија на Соединетите американски држави, јавува CNN. Дополнително, штрајкот на вработените е само еден од низата предизвици за новата генерална директорка, која на оваа функција стапи пред 6 недели и доби задача да ја заживее компанијата, која во последните 6 години изгуби повеќе од $25 милиарди и сериозно заостанува зад европскиот ривал Airbus. Почитувани гледачи, вестите од светот беа последни од ова издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!